Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. 67-ми светски конгрес на Интернационалната полициска асоциација во Охрид. Потребна е нова државна стратегија за справување со кризна состојба. Безбедни училишта со приватни агенции или со државна агенција за обезбедување. Седмо издание на меѓународната уметничка колонија Трпеица 2024. Пејџерите на Хезболах, кои вчера симултано експлодираа во Либан, биле произведени во Будимпешта. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура до 17 степени Целзиусови. Во четврток над Северна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Во поголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и невообичаено свежо време за овој период од годината. Утре во поголем дел од Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и свежо. Во северните и источните предели ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 23 степени. Во Македонија во четврток во утринските и предпладневните часови ќе има умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат во интервал од 6 до 16 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе се движат од 12 до 23 степени. Во Охрид во четврток во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, со дневна температура која што ќе достигне до 19 степени. Во сабота и недела врнежите ќе престанат и по студеното утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 10, односно 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20, односно до 21 степен. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior заедно за правилен раст и развој на децата. Тамара е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд.
Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Регионалната и глобалната безбедност и стабилност, јакнење на билатералната и мултилатералната полициска соработка помеѓу полициите членки на ИПА, јакнење на професионализмот на полициските службеници низ бројни форми на едукација се теми на 67-миот светски конгрес на Интернационалната полициска асоциација, кој од денес до 22 септември се одржува во Охрид. Под мотото преку служба до пријателство, Интернационалната полициска асоциација преку соработка, размена на информации и искуства има за цел да се подигне нивото на професионалност на полициските службеници низ целиот свет. Во таа насока, 64 ИПА држави и нивни национални ИПА секции, како и други меѓународни организации, членки на Обединетите нации и преку 240 учесници, високо рангирани полициски службеници во матичните министерства за внатрешни работи, од денеска па до 22 септември се во Охрид на 67-миот светски конгрес на Интернационалната полициска асоциација. Yeah, the International Police Association have once ИПА еднаш годишно има голем состанок како овој во Охрид со представници од 69 земји. Ваквите состаноци ни помагаат во борбата со организираниот криминал, трговија со луѓе и дрога. Она што се обидуваме да го направиме тука е да комуницираме, да размениме искуства, да изнаоѓаме разни решенија за борба со организираниот криминал. Имаме меморандум за соработка со различни организации како РОАДПОЛ, Интерпол и Европол. Имаме меморандум за соработка со Советот на Европа и Обединетите нации што многу ни помогна во акциите низ целиот свет. ИПА е приватна и неполитичка организација која воспоставува мрежа на полициските офицери низ цел свет и која функционира ефикасно како полициските организации. Ние не се мешаме во официјалните канали, но интеракцијата на полициските офицери од цел свет на овој начин е многу побрз и подобар отколку административните или бирократските комуникации и има голем бенефит за полициската работа. Председателот на ИПА Македонија Игно Стојков потенцираше дека тоа што Охрид и Македонија се домаќини на највисокиот репрезентативен собир на државите и полициите од светот, членки на ИПА, представува голем успех за државата. Инаку во однос на развивањето на полициските служби во националните секции држави, преку меѓусебната комуникација која што имаме и остваруваме тука, има значаен придонес. Пред се, ИПА организацијата е невладена организација која што за цел има да ги штити пред се интересите на полициските службеници, да ги спојува, а воедно и да ги едуцира и да им помага со технички и други помагала и опрема. Меѓутоа, ние како надворешна институција, која не е дел од во ниедна држава, ИПА не е дел од полициските служби, кај нас ние не сме дел
внатрешен дел на Министерството, меѓутоа нашите членови се сите вработени во Министерството, што е интересен момент. И ние сме како еден подпирачки столб во делот на едукацијата и соработката на нашето Министерство. Стојков посочи дека во многу држави во организација на ИПА се одржуваат бројни обуки, работилници, семинари во однос на полициската пракса, тактика, се работи на темите за мигранти, трговија со дрога, трговија со луѓе, меѓугранична соработка. Со оглед на тоа дека Министерството за внатрешни работи е со ограничени финансиски средства на располагање, обуките кои ги обезбедува и чии трошоци ги покрива ИПА се од големо значење, бидејќи од една страна се подигнува степенот на професионалност, знаење и спремност на службениците, а од друга страна се помага на државата, рече Стојков. И можеме да кажеме и со гордост кажуваме дека ние годишно надвор изнесуваме од 500 до 1000 полициски службеници на разни обуки, семинари и работилници. Воедно со гордост може да кажеме дека технички, колку што ни се финансиските можности со преку проекти, го помагаме и делот на општото работење и живење на полициските службеници и каде што можеме и делот во технички помагала во Министерството. По завршување на 67-миот ИПА светски конгрес во Охрид ќе следи манифестацијата Недела на пријателство, при што за учесниците на 67-миот светски ИПА конгрес од 22 до 29 септември предвидени се туристички разгледувања на повеќе ИПА региони, градови, значајни историски и туристички места во Македонија. ИПА Македонија брои околу 9000 членови и е релативно млада секција, формирана во 2011 година, а во 2014 е призната од Светската организација и годинава како домакин на Светскиот ИПА конгрес слави 10 годишнина. На државата е потребна нова стратегија за справување со кризна состојба, како онаа со пожарите кои неодамна ја зафатија земјава, подобрување на системот за управување со кризи, но и набавка на противпожарна опрема и возила. Ова денеска го потенцираа градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков и заменик претседателот на владата за политички систем Љупчо Димовски. Со нова стратегија, земјава ќе се справува со кризните состојби. Владата заедно со општините и останатите инволвирани институции ќе работат на изготвување на стратегија за управување со кризи со цел поподготвено и поефикасно справување со пожарите и другите елементарни непогоди. После големиот број пожари ова лето, надлежните седнаа на маса. Ќе се работи на подобрување на системот за управување со кризи. Новото системско решение може да биде спојување на Дирекцијата за заштита и спасување со Центарот за управување со кризи, но и тоа, како што велат надлежните, нема да биде конечно решение за да профункционира системот. Новата стратегија ќе се работи чекор по чекор неколку години. Проблемите се во нефункционирање на системот. Летниве пожари се всушност огледалото на државата, кое што не функционира како што треба и затоа ќе треба да се трансформира тој систем. Првиот чекор ќе биде да бидеме максимално подготвени за следната година, да исклучиме било каков ризик од нешто слично што се случи ова лето. Затоа, во следниот период, покрај ова, да речем, анализа, односно стратегија, ќе треба да се изменат од прилика 10, па сигурно и повеќе закони, ќе треба да се изготви нов закон за пожарникарство, и тоа е темата на денешната средба, на разговор. Треба да се прошират институциите кои што ќе бидат вклучени во системот. Според надлежните во земјава драстично е намален сточниот фонд, па нема искористување на просторот предвиден за пасишта, а високите треви се иницијалната причина за појава на пожарите. Проблем представува и недисциплинираното и неодговорно движење низ шумскиот појас, како и недоволната превентива. Сметаат надлежните. Земјава располага со 3 трактори од кои само еден е во функција, а останатите 2 треба да се сервисираат и неколку хеликоптери од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Според надлежните, овие воздухоплови се доволни за да помагнат во гаснењето на пожарите, но нема пилоти кои може да ги управуваат.
Градоначалникот Пецаков рече предизвикот борбата и исправувањето со пожарите покажа дека се потребни законски измени за вклучување на одредени институции или нивно спојување. Заклучоците кои што ќе произлезат на нас како локални самоуправи, затоа што противпожарните единици, територијални единици се директно контролирани од самите општини и се клучни во гасењето на пожарот заради обичаите, ќе допринесат на полесен начин да се справуваме со сите предизвици, а и не само со кризи како што е пожар, туку секоја криза како што кажа претходно, која што може да не снајде како држава. Општина Охрид во изминативе 2,5 години набави доволен број возила и опрема, а целосно комплетирање на противпожарната единица се најавува за следната година. Безбедни училишта со приватни агенции или со Државна агенција за обезбедување. Додека се чека владата да формира Државна агенција за обезбедување, општина Охрид со сопствени средства започна пилот проект со кој се опфатени 5 основни училишта од централното градско подрачје и 3 средни училишта кои се по надлежност на општината. Во време кога имаме најразлични начини на загрозување на безбедноста на децата во училиштата, најразлични предизвици, ризици и закани, безбедноста во училиштата е исклучително важно прашање. Имајќи предвид дека таа игра клучна улога во поддршката на интелектуалниот, социјалниот, физичкиот и емоционалниот раст и развој на учениците, заштитата на децата во училиштата е нешто на што треба да се посвети посебно внимание и неопходни се конкретни мерки. Министерството за образование и наука подготвува препораки за училиштата со цел подигнување на безбедноста во објектите, како и намалување на меѓуврсничкото насилство. Основа на процесот се заклучоците кои произлегува од досегашните средби со универзитетски професори и експерти од областа, од средбите со представници на други засегнати институции, како и од посетите на училиштата, каде заедно со наставниот кадар и стручните служби се анализира безбедносната состојба. Владата на Република Македонија пак, во програмата за работа за периодот 2024-2028 година, предвидува промена во начинот на обезбедување на училиштата во земјава, со која промена државата ќе ја преземе обврската за гарантирање на безбедноста на училиштата преку формирање на Државна агенција за обезбедување. Фокусот на владата ќе биде ставен на превенцијата и заштитата на децата и младите како наш највреден општествен ресурс. Од тие причини предвидуваме, за разлика од сега кога училиштата ги чуваат приватни агенции за обезбедување, државата да ја преземе обврската за гарантирање на безбедноста на училиштата и на нашите најмлади преку формирање на Државна агенција за обезбедување, се наведува во програмата на владата. На прашањата кога се планира започнување со работа на Државната агенција за обезбедување на училиштата, колку нови вработувања се предвидени во неа и колку пари се потребни за функционирање на истата, од МОН со краток одговор за ТВМ. Станува збор за институција која нема да биде под надлежност на Министерството за образование и наука, имајќи предвид дека нема да се занимава со образовна дејност и со реализација на воспитно-образовниот процес. По однос на овие прашања ве упатуваме да се обратите до Министерството за внатрешни работи. Се обративме и до Министерството за внатрешни работи со истите прашања, од каде што не упатија да побараме одговор од владата. До затварање на дневникот, оттаму не добивме повратен одговор. Инаку, под надзор и контрола на Министерството за внатрешни работи, од 2000 година функционира Комората на приватно обезбедување како сегмент од целокупниот безбедносен систем на државата согласно Законот за приватно обезбедување. Во неа членуваат повеќе од 6000 работници за приватно обезбедување, вработени во 100 компании. Неофицијално, од фелата коментираат дека владата сака да формира нешто што веќе долг период одлично функционира. И додека се чека владата, Министерството за внатрешни работи и Министерството за образование и наука да ги прецизираат условите и начинот на формирање и функционирање на предвидената Државна агенција за обезбедување, училиштата и општините сами изнаоѓаат решенија за создавање безбедна и поддржувачка средина без насилство и негување на позитивно ментално здравје. Некои училишта, барајќи алтернатива за безбедност на учениците, се самоорганизираат со дежурни наставници, но тоа не само што е дополнителен товар за наставниците, туку го поставува и прашањето за нивната подготвеност, обука и овластување соодветно да действуваат во одредени ситуации. Училиштата, поготово нашето училиште, основното училиште Христо Узунов, се соочуваше со големи проблеми за влегување на надворешни лица во нашето училиште, бидејќи гледате, значи сме на главни улици,
Тука представуваше собирање на деца, значи кои не учат на нас, поголем проблем имавме во ноќните и доцните часови. Во текот на летниот период, значи имав можеби 10 пати пријавување на во Питон, но тоа е, значи кога ќе имам дојава, кога некој ќе ми посочи дека нешто се случува во училиштето, значи тие од обезбедувањето, значи не му требат ни 2 до 3 минути секогаш се присутни во нашето училиште. За прв пат оваа учебна година Агенцијата за обезбедување, која што е ангажирана преку соодветна тендерска постапка, ќе се грижи за безбедноста на основците и средношколците во Охрид. Во рамките на проектот Безбедни училишта поставен е 24-часовен видеонадзор, како и патролна служба во постојана обиколка на самите објекти, но и на повик на одговорните лица во училиштата преку така наречените паник тастери да изврши интервенција во случај на потреба. Од ова учебна година Општина Охрид одлучи да започне проект Безбедни училишта, односно долги години во рамки на општината се разговара за начинот на обезбедување на училиштата, се бараат различни начини на кои училиштата би се обезбедиле и токму оваа година приносењето на буџетот за 2024 година и самите програми на иницијатива на советник од опозицијата беше предложен амандман кој членовите на советот едногласно го изгласа и се обезбедија финансиски средства за обезбедување во училиштата. Вкупниот износ за основните и средни училишта кои што согласно договорот со економскиот оператор е предвиден да биде околу 4 милиони денари. Тоа не значи дека сите средства ќе бидат искористени, туку максималниот износ на средства е 4 милиони денари, 2 милиони и 300 се предвидени за основните училишта, а 1.700.000 се предвидени за средните училишта. Со овој пилот проект опфатени се 5 основни училишта од централното градско подрачје и 3 средни училишта во општина Охрид кои што се под надлежност на општината. Се одлучивме за во овој пилот проект да влезат училиштата од градските средини од причина што прво бевме ограничени со средства, а друго поголема е концентрацијата на деца во рамки на овие училишта и сметавме дека токму тука треба да пробаме како ќе функционира овој пилот проект. Целата опрема и видеонадзорот кои се инсталирани остануваат во трајна сопственост на училиштата. Доколку на следен тендер се пријави друг економски оператор или друга агенција, овие училишта веќе ќе имаат опрема која ќе овозможи комплетен 24-часовен видеонадзор. Во врска со најавите за формирање на Државна агенција за обезбедување, раководителот Спасевски вели дека години наназад се најавува обезбедување во училиштата, меѓутоа до денес општина Охрид не добила никаков конкретен план како тоа ќе се одвива. Во однос на најавите за Државна агенција за обезбедување на училишта и други јавни објекти, во овој момент не сме добиле никакво официјално известување. Во секој случај, доколку дојде до формирање на ваква агенција која што ќе има стручност и компетентност да ги обезбедува училиштата, ние би биле многу среќни, меѓутоа ценевме дека барем во општина Охрид немаме повеќе време за чекање. Во оној момент кога би се формирала таква агенција, кога би се оствариле најавите, ние секако со задоволство ќе ја прифатиме таа помош од државата и нормално нема да го оптеретуваме буџетот на општина Охрид за овие прашања. Едно од училиштата, кое е опфатено со пилот проектот Безбедни училишта, е основното училиште Христо Узунов. Пред да бидат поставени камерите, да речам видеонадзорот и патролното обезбедување, имавме големи проблеми во училиштата. Реагиравме од страна ние како директори, нормално до градоначалникот на општина Охрид, Кирил Пецаков. Овде можам да кажам дека дојдовме до заедничка соработка и брза реакција од нивна страна на општина Охрид, заедно со градоначалникот, каде што по нашите насоки дека ние се соочуваме поготово неколку училишта во градов, каде што сме повеќе изложени на такви, да речам,
несакани действија што се случуваат во училиштата, од почетокот на учебната година веќе училиштето наше е целосно заштитено. Во ова училиште, кој има најголем број на ученици во општина Охрид, изминатите години имаше физичко обезбедување додека учениците беа на училиште, па потоа имаше и ноќно обезбедување, а сега со проектот е модернизирано обезбедувањето со видеонадзор и патролно обезбедување, вели директорката на училиштето. Се снимаат внатрешните делови на училиштето, ходниците, каде што е дозволено да има видеонадзор, и училишниот двор. Моето училиште често пати изложено, на влегување на надворешни лица, кога и се случувало, да имаме доста оштетување во училиштето. Во моментов сме доста заштитени со видеонадзор, бидејќи и самите тие кои влегуваат во училиштето знаат дека има видеонадзор и е доста намалени проблемите. Во текот на денот, мислам додека се учениците на настава и ние сме присутни, сметам дека со овие патролново обезбедување тастериве што ги имаме за несакани дејства додека ако се случат во училиштето, мислам дека додека училиштето работи од 6 часот наутро до 20 часот навечер, дека е доволно. Врсничкото насилство најчесто се случува во училиштето, за време на одморот, во училниците, во ходникот или во дворот, пред или по завршувањето на наставата, на патот кон училиштето или на патот до дома. Училишните дворови и игралишта се места каде децата го поминуваат своето слободно време и често се места каде што се случува насилство од страна на врсниците. Во таа насока, училиштата во Охрид организираат едукативни предавања за превенција од различни видови насилство, како да се препознаат, како да реагираат и каде да се пријават. Во меѓувреме, и понатаму активни остануваат електронските адреси при Министерството за образование и наука, каде може да се пријавуваат случаи на насилство во училиштата. Средствата собрани од хуманитарните паркинзи, општина Охрид и годинава ќе ги донира онаму каде што е најпотребно, информира градоначалникот Пецаков. Средствата во износ од 133.000 денари кои изминатиот период се собраа од хуманитарните паркинзи ги донираме онаму каде што е најпотребно, информира градоначалникот Пецаков. Дел од овие средства, односно 80.000 денари, општината ги донира на 21 годишниот Мухамед Максуд, кај кого е неопходна медицинска интервенција поради неговата здравствена состојба. Воедно, градоначалникот упатува апел за секој еден кој е во можност да донира, за Мухамед да може повторно нормално да продолжи да живее. Останатиот дел во износ од 53.000 денари општината ги донира на Сдруженијето на дијабетичари од Охрид. Одлуката за поставување на хуманитарни паркинг простори се покажа дека е повеќе од одлична. Имаме замисла овој проект во иднина да го надоградиме, рече Пецаков. Седмо издание на меѓународната уметничка колонија Трапејца 2024. Од денеска до недела 22 септември во организација на Сдруженијето за Трапејца со љубов ќе се одржи седмото издание на меѓународната уметничка колонија Трапејца 2024. Годинава на колонијата ќе учествуваат уметници од Македонија, Србија и Грција. Охрид ќе го представуваат уметниците Наташа Поповска-Карче и Ѓоко Симјановски. По традиција, учесниците ќе творат во просториите на подрачното основно училиште Свети Наум Охридски, а ќе се дружат и со учениците од Пештани и Трапејца, со мештаните и со туристите. Уметничката колонија е под покровителство на општина Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Компанија со седиште во Будимпешта ги произвела пејџерите на Хезболах кои вчера симултано експлодираа во Либан, при што загинаа најмалку 9 луѓе, а речиси 3000 се ранети. Пејџерите биле бренд на тајванската компанија Gold Apollo, но таа негира дека се нејзино производство, иако тие ја овластиле унгарската фирма БАЦ да ги произведува. Вчера, околу 15:30 часот по локално време, додека луѓето биле по продавници, кафулиња или во своите возила, пејџерите во нивните раци или џебови почнале да се загреваат, пошто експлодирале. Многумина од погодените биле членови на Хезболах, кои во почетокот на оваа година ги замени мобилните телефони со пејџери, како средство за комуникација, за да не можат да бидат следени од Израел. Повторна експлозија во Келн. 2 дена по експлозијата во ноќен клуб, рано утринава во Келн се случила уште една експлозија пред продавница за облека во истиот град, во која едно лице е полесно повредено, јавуваат германските медиуми.
Полицијата добила пријава околу 5 часот утринава и ги повикала граѓаните да ја избегнуваат областа. Локалната телевизија ВДР објавила дека најмалку еден случаен минувач е повреден и дека сличен експлозивен материјал бил користен како во инцидентот во понеделникот. Рекордна суша во Амазон, некои реки пресушија. Најлошата рекордна суша ги спуштила нивоата на реките во сливот на Амазон на историски најниски нивоа. Во некои случаи сушејќи ги речните корита кои некогаш биле водни патишта. Солимоес, една од главните притоки на моќната река Амазон, чии води се издигнуваат во перуанските Анди, пана на најниското ниво забележено во Тобатинга, бразилски град на границата со Колумбија. И блиското езеро Тефе, каде во минатата годишната суша угинале повеќе од 200 сладководни делфини, исто така пресуши, уништувајќи го живеелиштето на загрозените цицачи. Во Манаус, најголемиот град во Амазон, каде што Солимое се приклучува на Рио Негро за да ја формира вистинската река Амазон, нивото на Рио Негро се приближило до рекордно ниското ниво постигнато минатиот октомври. Глобална акција против мрежата Ghost. Австралиската федерална полиција изјавила дека 32 годишен маж од Нов Јужен Велс е обвинет за составање и администрирање на Ghost, посветена шифрирана комуникацијска платформа, која, како што тврди АФП, е изградена исклучиво за криминалното подземје, шверц на недозволени дроги, перење, пари, нарачување убиства или закана за сериозно насилство. Станува збор за банди и организирани криминални групи на Блискиот Исток, Австралија и Јужна Кореја. Австралиската полиција уапсила 38 лица широм земјата од понеделникот до денеска, како дел од операцијата со кодно име Операција Кракен. Полицијата соопштила дека успеала да спречи смрт или сериозна повреда на 50 луѓе во Австралија, како резултат на разбивање на духот. Полициската акција е во тек и во други земји, вклучувајќи ги Ирска, Италија, Шведска и Канада. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!